Во 7:20 излегов, по дојава од соседка која што на работа, ми се јави дека кучињата се отровени. Со ланата утринава се отруени 3 кучиња пред зградата на улицата Славчо Стојменски во близина на полициската станица во Штип. Станарите тврдат дека утринава отровот бил расфрлан на сите страни околу зградата, па тие стравуваат за животот на своите деца, кои времето го поминуваат токму таму. Очевиците додаваат дека немилиот настан се повторува неколку пати. Замолуваат сите граѓани да се однесуваат совесно со животните, бидејќи отровот може да наштети и на некој друг. Апелирам до граѓаните да не се однесуваат вака према животните домашни, кои што се и кучиња и мачиња, бидејќи денес има еден немил настан, ова се повторува неколку пати, затровени се 3 кучиња, кои што се жители на зградата Славчо Стојменски на улица 43, отровени се со ланата. Ова е многу брутално однесување према животните. Ако некој не ги сака, не мора и на таков начин. Зградата има 35 стана, кај што има и дечиња. Отровени се со ланата, значи представува опасност и за самите станари. Гледката е навистина, немам зборови да ја опишам, за нас љубителите за животни, ова е стресно. Станарите додаваат дека едно од отруените кучиња давало на почетокот знаци за живот, при што било однесено во ветеринарна амбуланта, но потоа починало. Еден апел до сите, ако не можеш да му помогнеш, ако не можеш на овие жешки денови капка вода да му дадеш на животното, немој па најлошата варијанта да го тровеш. Ова е една грозна слика која што ја видовме са бајле. Излегов околу 8 часот, кучето е овдека, а другото куче кое што е отровено, се уште било давало знаци на живот, однесено во ветеринарна станица, каде што таму починало. Станарите од зградата револтирани апелираат до сторителите. Ако не можат да им дадат капка вода во овие жешки денови, да не го скратуваат правото на живот на животните, но и да не ја загрозуваат безбедноста на граѓаните.